Драги ученици, добре дојдовте во денешната училница. На овој час ќе имаме ликовно образование. Со вас ќе биде наставничката Јованка Груевска од Општинското основно училиште Дани Крапчев. На овој час ќе печатиме со природни материјали. Што ќе научите со ова видео? Со ова видео ќе се запознаете со основните карактеристики на печатењето. Ќе научите како самостојно да го држите печатот и да правите отпечатоци. Ќе умеете правилно да ракувате со печатот и со повторување да создадете композиција. Со тоа ќе ги усвоите новите поими. Тоа е печатење и печат. Што всушност представува печатење? Печатењето е пренесување на краток текст или слика, обично со настила на подлога за печатење. Таа подлога најчесто може да биде хартија. На следниве сликички гледаме дрвени печати кои што печатат битни документи. Тоа може да биде пасош, лична карта, свидетелство, ученичка книшка и така натаму. Се печати со дрвени печати и автоматски печати. Дрвените печати се изработени од дрво, автоматските од пластика и метал. Меѓутоа, нивната функција е иста. Отпечатуваат важни документи. Ќе се задржиме на печатењето во ликовното образование. Секој предмет, премачкан со боја, може да остави свој отпечат. Тоа се вика печатење. Во вашето обслужување има многу предмети. Со една занимлива активност можеме да ги обоиме и со нив да правиме отпечатоци, односно да печатиме. Што уште може да биде печат? Печат може да биде и секој природен материјал. Кој природен материјал? Природните материјали како што се компир, морков, марула, лист од дрво и камен, премачкани со боја, може да остават отпечаток. Ваша задача на овој час е да изработите слика со печати од природни материјали. За таа цел ќе треба претходно да се подготвите. Именно по ваша желба да си изберете со што ќе печатите. Па да си ги подготвите природните материјали. Може да се определите за печатење со подови, може да се определите за печатење со лисја од дрво или пак ќе се определите со печатење со компир. Од останатите материјали кои што ќе ви бидат потребни се темперни бои, четка и крпче и блок и вестници. Уште некои насоки како да подготвите убави ликовни творби со печатење. Односно, за секој природен материјал по конкретни чекори со следниве слики. Да внимаваме. На овој слайд ќе погледнеме како се печати со плодови. Имаме од левата страна слика на која што има пресечена бамја и обоена и представува печат која што дава убав цветен дизајн. На десната страна имаме три примери со пресечена марула, портокал и селка. Премачкани со боја даваат отпечатоци. Со овој слайд чекор по чекор ќе објаснам како се печатат сликите со плодот. Имено, плодот за кој што сте се определиле ќе се четете. За таа цел побарете помош од родители. Потоа, нанесете боја на рамно пресечениот дел. Обоениот дел со умерен стисок на раката притиснете го на листот од бокот. Потоа повторете. За секој отпечатување може да нанесете боја на печатот, но и не мора. Со печатење може да ја повторите истата форма колку што сакате. Може да печатите и со лисија. На оваа слика ќе погледнете
подготовка на темперните бои, подготовка на лисијата, обојување на листовите и отпечатување. Односно, повторно чекор по чекор ќе се запознаете со печатењето со лист. Најнапред треба секако да се операт есенските листови. Потоа, подгответе ги темперните бои, четка, крпче за бушење и лист од блок. Се обојуваат лисијата со боја и со благ притисок се нанесува листот од обојната површина на листот од блокот. Се притиска полека, се отстранува обојниот лист и се прави отпечатокот. При печатење користите вода, но не премногу, а четката повремено бушете ја со крпче за да се оцене нејзината влажност. И една многу интересна активност печатење со компир, кој што популарно се нарекува компир печат. Да се направи компир печат е забавна активност за возрастни, но и за деца. Создадениот печат е идеален за украсување. Едноставните облици се најлесни, но со малку фантазија и креативност и наједноставниот облик може да се претвори во нешто посебно. Погледнете од подготовка на компир печатот до финалниот компир печат. Исто така, чекор по чекор следува објаснување како се применува оваа техника. Значи, формата за отпечатување се добива прво со рамно сечење на компирот на две полови. На пресечената површина се искртува геометриската форма, може да биде круг, звезда или друг мотив. Потоа со џебно нозе се изрезува и вади непотребниот дел. Готовиот модел за печатење се премачкува со четка натопена со боја и со благ притисок се отпечатува на назната страна на лист од блок. Формата од компирот може за секој печаток поединечно да се одвојува, со што секој печаток ќе има ист интензитет или боја. Исто така, со едно одвојување може да се направат повеќе отпечатоци, со што обојноста е се послаба. На десната слика има ликовни изработки со компир печат. Сега би сакала да ви дадам една незадолжителна активност након од часот по ликовно образование, која имате слободно време. Би понудила да печатите со природни цветови. Знаете дека природните цветови имаат убава боја, може да биде фиолетова, во жолта, во црвена, во розова боја и така натаму. Овие цветови може да остават свој отпечаток од боја, односно од боја во која сме ги нашли во природата. Што ви е потребно за печатење со природни цветови? Потребно ни е свежи цветови, тежок предмет и парче каенина. Парчето каенина го преклопуваме. На средината редиме цветот. Со тежок предмет кодираме под каенината и забележуваме дека секој цвет ја испуста својата природна боја. Така можете да го украсите вашето бело марамче, вашата бела торбичка и така натаму. Ајде да печатите, а претходно ќе ви дадам некои важни совети за успешна работа. Совесници заштитете работната површина на која ќе работите. Потоа листот од блокот ставете го врз вестите. Подгответе го приборот за работа кој вклучува темперни бои, четка, вода и крпче. Започнете со боење и печатење. Ви посакувам успешна работа. Се надевам дека ќе создадете уметнички дел. Драги ученици, ви благодарам на вниманието. До гледање до некое следно видео.